Добар ден, ученици! Добродојдовте во Е-училница. Јас сум Тања Глигорова, оделенски наставник во трето оделение во Основното училиште Свети Кирил и Методи во Кочани. На овој час по македонски јазик ќе го обработиме текстот Разговор со интерпункцијските знаци од авторот Глигор Поповски. Текстот се наоѓа на страница 44 во учебникот по македонски јазик за трето оделение. Што ќе научите на овој час? На овој час ќе ја научите функцијата што ја имаат интерпункцијските знаци во реченицата. Ќе научите правилно да ги применувате интерпункцијските знаци при читањето и пишувањето. За овој час ќе ви бидат потребни учебникот по македонски јазик, тетрадка по македонски јазик и прибор за пишување. Пред да се запознаете со содржината на текстот, да го појасниме поимот интерпункцијски знаци. Со интерпункцијските знаци се означуваат речениците и деловите во нив. Тоа се знаците кои што ги среќаваме во текстовите и кои ни помагаат убаво да го разбереме прочитаното, не учат како правилно да пишуваме. Сега јас ќе ви го прочитам текстот, а вие внимателно слушајте ме, за да откриете кои знаци се спомнуваат во него и која е нивната улога. Разговор со интерпункцијските знаци. Разговор со точката. Прашање. За вас точко мал. Знаеме дека реченицата ја завршувате. Дали ве молиме само оваа задача ја извршувате? Одговор. На читателите јас добро им правам. Мал одмор им давам. Штом ќе дојдете до мене, ве предупредувам јас. Читатели, застанете малку, спуштете глас. Разговор со прашалник. Прашање. Вие сте прашалник, бастунче на крај што стои. Ве молиме, кажете ни ги задачите своји. Одговор. Штом во пишувањето нешто прашувате, секогаш мене ме пишувате. Кога на крајот од реченицата ќе ме најдете мене, знајте, гласот ќе треба малку да се крене. Разговор со извичникот. Прашање. Вие извичнику на крајот од реченицата како топола стрчите. Кажете ни каква задача вршите? Одговор. И јас сум знак што треба да се почитува, да се запазува. Ме ставаат кога чудење се изразува, кога се вика, кога се клика. Разговор со двете точки. Прашање. А вие две точки една на друга ставени. Кажете ни пред каква задача сте исправени? Одговор. Знак од две точки стои зад збор по кој нешто се брои, кога нешто се реди или нешто следи. Ги молиме читателите правилно да не пишуваат и кога читаат да не одминуваат. Разговор со запирката. Прашање. Сред зборовите напишани и вие почитувана запирко, мошне често добивате место. Кажете ни, ве молиме ние, каква задача вршите вие? Одговор. За мојата служба важна, многу ќе треба да се рече. Јас помагам мислата убаво да тече. Во реченицата, кога крај мене минете, треба малку да си починете. Гласот малку да го кренете, воздух да си земете. За другите задачи мои, во книгите опширно стои. Сега да видиме кои интерпункцијски знаци се спомнуваат во текстот. Во текстот се спомнуваат интерпункцијските знаци. Точка, прашалник, извичник, две точки и запирка. Преку разговор, прашања, слики и вежби ќе ја научите задачата на секој знак во текстот. Ајде да видиме. Кој е овој знак? Како се вика знакот со кој што започнува разговорот во текстот? Ова е знакот точка. Која е улогата на точката во реченицата? Како вели точката? Јас сум знак за одмор, за пауза. Кога ќе дојдеш до мене во реченицата, гласот го снижуваш и застануваш да се одмориш. Стојам на крајот на расказните реченици. Што научивме за точката? Научивме
додека точката е знак за одмор. Кога во реченицата ќе дојдеме до знакот точка, треба гласот да го снижиме и да застанеме. Точката стои на крајот на расказните реченици. Ајде да повежбаме како се изговара реченица која завршува со интерпункцијскиот знак точка. Јас денес ќе одам на училиште. Ана и Ема отидоа да се возат со велосипедите. Моите родители купија пиперки за зимница. Забележувате дека на крајот од сите овие реченици јас гласот го снижувам и на крајот од секоја реченица го ставаме знакот точка. Вие сте прашалник, бастунче на крај што стои. Еве го прашалникот што во текстот е опишан дека личи на бастунче. Која е задачата на знакот прашалник? Штом во пишувањето нешто прашувате, секогаш прашалник пишувате. Кога на крајот на реченицата ќе ме најдете мене, знајте дека гласот треба малку да се крене. Со прашалникот завршуваат прашалните реченици. Ајде да повежбаме како се изговара реченица која завршува со интерпункцијскиот знак прашалник. Дали ме разбравте? Прашувам и на крајот го ставаме знакот прашалник. Како се викаш? Повторно знакот прашалник. Колку е часот? Ученици. Со сите овие реченици прашуваме. А што научивме за прашалникот? Кога прашуваме, гласот го повишуваме и на крајот на овие реченици прашалник пишуваме. Следниот знак во текстот е знакот извичник. Што раскажува извичникот за себе? Стојам на крајот на извичните реченици. Моето расположение е различно. Можам да бидам среќен, тажен. Еве примери. Мамо, ти благодарам за убавиот подарок. Ми се плачи. Да чувствувам болка, страв, жал. Уф, си го удрив коленото. Ми е страв од тебе. Ми ставаат кога чудење се изразува. Како во примерот. Леле, колку голема зграда. Забележуваме дека со сите овие реченици изразуваме најразлични чувства, како што се среќа, тага, болка, страв, жал или пак чудење се изразува. И тогаш, на крајот од овие реченици, гласот го повишуваме и го ставаме знакот извичник. Една на друга ставени, кажете ни пред каква задача сте исправени. Кој е тој интерпункцијски знак? Тоа е знакот две точки. Која е задачата на двете точки во реченицата? Секогаш стоиме зад збор по кој нешто се набројува. Во нашата овошна градина има круши, сливи, праски и вишни. Предговорот на некој што зборува. Маја рече: денес бев на ки. Што научивме за двете точки? Научивме дека двете точки ги ставаме во реченицата кога нешто се набројува и предговорот на некој што зборува. Како велат двете точки во текстот? Да внимаваме правилно да ги пишуваме. Двете точки се пишуваат една на друга. Последниот знак во текстот со кој што завршува разговорот е знакот запирка. Која е задачата на знакот запирка во реченицата? Јас сум знак за мала пауза, мал одмор, за да земеш воздух и да се подготви за понатамошно читање и гласот треба малку да го кренеш. Еве пример. Денес решив да се возам со велосипед, а утре ќе возам ролери. Ги разделувам зборовите што се набројуваат. Бојан, Петар, Маја и Ема свират. Марија цел ден трчаше, свиреше, пееше и скокаше. Значи, интерпункцијскиот знак запирка е знак за пауза, за одмор. Кога ќе го сретнеме во реченицата, треба малку да застанеме и гласот да го кренеме.
Со запирката се разделуваат зборовите што се набројуваат. Сега ќе ви прочитам неколку реченици, а вие според повишувањето и снижувањето на гласот, односно според интонацијата на гласот, открите кој интерпункцијски знак треба да стои во секоја реченица. Во оваа куќа живее Љупчо. Што забележувате? Дека на крајот од реченицата гласот го снижувам и овде треба да стои знакот точка. Кога е изградена оваа куќа? Со оваа реченица прашуваме. А кога прашуваме, рековме дека гласот го повишуваме. И на крајот од оваа реченица, кој знак треба да стои? Знакот прашалник. Честит роден ден, мамичке! Со оваа реченица извикува. И овде на крајот гласот го повишува. И треба да стои знакот извичник. Вчера бев во книжарница и купив молив, гума, острилка и тетрадка. Кои интерпункцијски знаци треба да стојат во оваа реченица? Кога набројуваме, треба да стои знакот две точки. А зборовите што ги набројуваме, ги разделуваме со кој знак? Со знакот запирка. Така помеѓу зборовите молив и гума го ставаме знакот запирка. На крајот од реченицата гласот го снижува и треба да го ставиме знакот точка. Еве сега една задача што вие самостојно треба да ја изработите. Задача за домашна работа. Во вашите тетрадки треба да ги препишите следниве реченици и правилно да ги ставите интерпункцијските знаци. Потоа треба да ги прочитате речениците на глас и да внимавате на интонацијата. Еве ги речениците што треба да ги препишите во тетрадките за домашна работа. Ви посакувам успешна работа. Драги ученици, се надевам дека внимателно ме следевте и научивте за интерпункцијските знаци. Истекнатите знаења правилно ќе ги применувате при читањето и писменото изразување. Ви благодарам за вниманието. До гледање.